Утре православните верници го празнуваат големиот христијански празник Преображение на Господ Исус Христос, ден посветен на едно од најзначајните евангелски случувања, кога Христос се преобразил пред своите ученици на гората Тавор. Во третата година од своето проповедање на земјата, Христос почнал почесто да им зборува на своите апостоли ученици за неговото страдање, за неговата крстна смрт и воскресението. Но сепак, не можејќи убаво да го разберат сето она покрај сите чуда што тој ги направи пред нив, зеде тројца од своите ученици, Петар, Јаков и Јован, се качи на гората Тавор и се преобрази пред нив, како што се вели во Светото писмо. Лицето му светна како сонце, а облеката му сјаеше со голема светлина. Кога учениците го видоа тоа, кога тој се преобрази, се јавија светиот пророк Илија и Мојсей и разговараа со него. На овој празник, според православната традиција, се благословува и осветува грузието од кое се подготвува вино. Во светата литургија, преку светата Евхаристија и молитва на епиклизата, лебот и виното стануваат вистинското тело и крв Христови. На овој ден, Светата православна црква го благословува и грозието, бидејќи таа првина почнува сега да зрее, а благословувајќи го грозието од кое се прави вино и се користи на богослужба, кога со молитвите и прислигувањето на Светиот Дух на чинот на епиклезата, тоа вино се претвора во крв Христова и ни служи за наше Евхаристија, за наше причестување, соединување со Христа, со неговото тело и неговата крв. Затоа и оние кои сакаат, нека донесат грозје на преображение на божествената служба да биде благословено. На овој празник ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион со повеќе свештенослужители од Брегалничката епархија. Нека ни е за многу години.